повод една година од Центарот за управување со кризи во функција на европскиот број 112, кој што има обврска секоја земја членка на Европа да го има и го имаат, а можеме сега и ние да се пофалиме и за многу добрата соработка со граѓаните преку овој број, а секако и со вас медиумите. Господине директоре Ангелов, повелете. Најпрво да се заблагодарам до вас медиумите за покривање на нашата денешна пресконференција, на која што ја објавуваме веста за еден мал, но за нас многу значаен јубилеј, а тоа е постоењето на единствениот европски број зитни повици точно една година. Минатата година, на овој ден, почна со функционирање единствениот европски број зитни повици во Центарот за управување со кризи, бројот 112. Овој број се користи насекаде низ државите на Европската Унија. Доколку македонските граѓани се затекнат во било која европска држава и имаат потреба од итна медицинска помош, потреба од полиција или од противпожарна заштита, слободно може да се јават на бројот 112. Истото важи и за нашата држава, за Македонија. Сите странци кои што престојат во Македонија или транзитираат низ Македонија, доколку се најдат во ситуација да имаат неопходна потреба од полиција, брза помош или територијална противпожарна единица, со јавувањето на бројот 112 ќе го добијат нашиот call taker или телефонски оператор од ЦУК, кој што на англиски јазик ќе одговори на нивното барање и ќе го пренесе нивното барање до надлежните институции. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на Европската Унија, која што преку ИПА-2 фондовите го поддржа овој проект, кој што заедно со четвртата фаза на проектот за Тетра, кој што се работи во МВР, донираа околу 4,7 милиони евра во државата. Средства со чија што помош успеавме да го воспоставиме единствениот европски број. Голема благодарност до Европската Унија, голема благодарност и до вработените од Центарот за управување со кризи, кои што со една голема пожртвуваност, храброст и срце успеаја да го стават на нозе секторот 112, во кој што функционира две оделенија, од кои што едното оделение е составено од колтейкерите, односно примателите на повици, кои што непосредно се задолжени за комуникација со граѓаните. Како што верувам дека целата македонска јавност знае, бројот 112 во себе ги обединува сите телефонски броеви за итни повици, односно доколку граѓанинот се јави на 112, може да добие помош од полиција, од брза помош, од територијална противпожарна единица, но и од секторот за операции и координации на Центарот за управување со кризи, кој што функционираше под бројот 195, број кој што веќе не е функционален, но доколку граѓаните се јават на 195, самиот систем ќе ги насочи кај нашите колтейкери од 112. Во наредните неколку недели очекуваме комплетните повици кон МВР исто така да бидат насочени кон бројот 112. Се работи на завршните подготовки, до крајот на февруари завршува и периодот кога италијанската компанија Beta 80, чиј што софтвер е база на системот 112, да помогне за целосно пренасочување на бројите од 112, на бројите од 192 кон 112. Тоа значи дека кога некој граѓанин има потреба од полиција и ќе се јави на бројот 192, самиот систем ќе го префрли кај нашите оперативци од 112, кои потоа ќе го пренасочат телефонскиот повик онаму каде што е потребно. Напоменувам дека нашите оперативци во одредени сложени состојби истовремено може да го упатат повикот на повеќе места, истовремено и кон полиција, и кон брза помош, и кон територијална противпожарна единица. Еден од примерите кои што ги најавуваме некоја тешка сообраќајна несреќа при која што постои опасност возилото да биде запалено или возилото се запалило, или доколку во возилото имаме заглавени патници кои што брзата помош не би можела да ги извади. Во тој случај нашите оператори истовремено на лице место ги испраќаат и тимовите на полиција, на брзата помош, но и на територијалната противпожарна единица, за едните да го обезбедат лице местото и да извршат увид, другите да пружат итна медицинска помош на повредените, а третите да помогнат во нивното извлекување или во гаснење на пожарот доколку возилото е во пламен. Нашата цел е
да го надградуваме овој систем во наредните неколку години, а моја конечна цел како директор на Центарот за управување со кризи, но и на тимот кој што работи на 112, овој систем да го приближиме колку повеќе можеме до американскиот 911 и би бил сериозен систем кој што ќе дава поддршка на граѓаните. Не само во пренасочување на телефонските повици, туку и давање директна поддршка на граѓаните со напатствија како да преживеат или како да ја намалат повредата доколку се најдат во животно загрозувачка состојба. Се разбира, за тоа е потребно време, но мене ми е посебно драго тоа што тимот од 112 и највисоките раководители во 112, но и сите вработени во 112 за една година постоење не дозволија ничи живот, нити здравје да бидат загрозени поради нивна грешка и би рекол доколку секторот не работи можеби безпрекорно, сепак работи на високо ниво, на ниво на задачата која што ни ја довери државата, односно владата. Во минатата една година преку бројот 112 се добиени вкупно 500 и нешто над тоа 1000 повици. Од овие повици, реални дојдовни повици по кои што сме се постапиле се само 160.000 или 31,5%. Значи, од сите повици кои што во текот на минатата една година сме ги добиле во секторот 112, само 31,5 биле неопходни, оправдани повици кои што нашите оператори ги проследиле понатаму. При проследувањето понекогаш, како што кажав, нашите оператори вклучуваат и така наречена конференцијска врска, односно истовремено може да зборуваат со представници на различни институции, а при тоа сите разговори кон 112 се снимаат и на тој начин можеме со едноставно прислушување на разговорите да утврдиме дали постои кршење на процедурата, дали постои грешка и доколку се утврди грешка, истата да биде поправена во следниот период. Од овие 160.000 повици, околу 49,6, значи половината, били упатени кон Министерството за внатрешни работи. Кон нитната медицинска помош завршиле 42% од добиените реални повици. Кон територијалните противпожарни единици, вклучително и Скопската противпожарна бригада, завршиле 5% од добиените повици. А додека кон Центарот за управување со кризи, односно кон нашиот сектор за операции и координации, завршиле 3,3% од добиените повици. На тој начин и секторот за операции и координација при Центарот за управување со кризи помога на македонските граѓани да бидат надминати состојби кои што представуваат опасност по нивниот живот, здравје или материјални добра, а кои што се надвор од надлежностите на полицијата, на итната медицинска помош или на територијалните противпожарни единици. И на тој начин самиот овој сектор за операции и координации тесно се испреплетува со секторот 112. Гарантниот рок на италијанската софтверска компанија Beta 80 завршува на крајот на февруари. Во оваа прилика ги повикувам сите македонски граѓани кои што ќе забележат било каква опасност, буквално било каква опасност, која што го загрозува нивниот живот, нивното здравје или нивните материјални добра, слободно да се јават на бројот 112, од каде што нашите оператори повикот ќе го проследат во нашиот сектор за операција и координација, а понатаму ние ќе ги пронајдеме надлежните институции и до нив ќе упатиме барање да ги надминат опасностите кои што го загрозуваат животот, здравјето и имотот на граѓаните. За повеќе детални информации би побарал да ви даде раководителот на одделението, ќе дојде на ова место, Ивица Додевски, раководител на одделението за примање на повици, односно би рекол главниот примател на повици, повел Ивица. Би додал уште една работа. Ивица има завршено воена академија, беше во секторот за аналитика, но неговото место е овде, каде што може да даде многу голем допринос
со неговото, би рекол, безмалку 15 годишно искуство во Центарот за управување со кризи и завршената воена академија. Благодарам. Повеленице. Благодарам, директоре. Секторот Е112 е организиран во две оделенија за управување со повици кон бројот Е112 и оделенија за контрола на квалитет. Во составот на оделението за управување со повици се и регионалните центри кои ја покриваат целата територија на Република Македонија, чија работа е организирана во сменско работење, додека работата на оделението за контрола на квалитет е следење и континуирано оценување на работата на операторите што се во оделението за управување со повиците. Работата е организирана во сменско работење, обуката на вработените е организирана од оделението за контрола на квалитет, така да со собствени сили прилично сме самостојни и со собствени сили се организираме во работата, чија што работа на секторот е целосно концепирана за услови за работа во нашата држава. Операторите целосно почнавме да работиме со целосен број на оператори веќе неколку месеци. Операторите влегуваат се подлабоко во работата, така да сите граѓани кои имаат потреба ќе бидат услужени, се трудиме да го задржиме квалитетот на највисоко ниво, така да толку би имал за организацијата на секторот. Би напоменал дека операторите работат во услови каде што се среќаваат со секакви јавувачи, се обидуваат да останат смирени, да ги примат сите повици и секој граѓанин да биде услужен. Злонамерните повици ги пренасочуваме во така наречена црна листа, каде што се трудиме да го ограничиме бројот на такви повици, кои секако ќе бидат известени за повикот дали зошто не треба да го злоупотребуваат бројот, така да се намалуваат бројот и граѓаните на кои навистина им е потребна помош ќе бидат услужени. Благодарам. Значи, последниот момент кој што го кажа Ивица е исклучително значаен за државата и за останатите институции. Ние на еден начин ги ловиме, ги фаќаме непродуктивните повици, злонамерните повици, повици погрешку патени кон бројот 112 и на тој начин ги растеретуваме институциите како што се итната медицинска помош или територијалните противпожарни единици и МВР, бидејќи не губат време на непродуктивни повици. Сега би му дал збор на Томислав Пуреовски, кој што исто така е со завршена воена академија, од секторот за операции и координации го упати во секторот 112, таму е раководител на смена, има извонредно 15 годишно работно искуство. Повели Томислав. Благодарам, директор. Здраво на сите. Значи, како што напомена и директорот, станува збор за европски проект кој што е имплементиран, бројот 1.2, кој што е имплементиран во сите членки на Европската Унија и исто така мора да го имплементираат и земјите аспиранти за членки во Европската Унија. Стануваше збор за проект кој што претходно неколку пати имаше неуспешни обиди да се имплементира. Благодарение на директорот, значи кога дојде, сето тоа течеше поглатко и со негова заслуга денес функционира бројот и е препознаен од страна на сите граѓани. За да почне да функционира бројот, требаше да се направат и неколку законски измени. Така, на 15 септември 2021 година беше донесен указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи и на 8 февруари беше донесена уредба за организацијата и функционирањето за воспоставување на единствениот комуникацијско-информативен систем со единствен број за повикување 112 во случај на ризици, опасности и други несреќи на целата територија на Република Македонија. Сите овие бројки што ги кажа директорот, значи се само бројки за некој, за нас се реалните повици, се повици кои што граѓаните ги оствариле пошто имале некаква потреба од
итна помош и сакам да напоменам дека во овој сектор работат извонредни професионалци кои што мора да бидат цело време трезвени, професионални и концентрирани. Работата е организирана сменски, повиците се примаат во рок од 30 секунди, значи 98% од повиците кои што се примени преку единствениот број зитни повици се одговорени во првите 30 секунди. Овде е на напомена дека тие 30 секунди, во тие 30 секунди влегува и таа пораката говорна што ја има, за да знаат граѓаните дека се јавуваат на единствениот европски број 112 за итни повици. И една напомена дека во почетокот, кога не бевме доволно екипирани, значи целата оваа работа ја вршеа многу помал број на оператори. Моментално сме екипирани и се надевам дека ова време ќе биде скратено. Доколку имате прашања, повелете. Кои се оние неоправдани позиции за се што се јавуваат граѓаните неоправдано и која некоја ситуација каде што навистина во тие 30 секунди јавување се спасила одредена состојба? Еве, Томислав, бидејќи самиот работи, меѓу другото и со слушалки на уши, истото тоа го работи Ивица, но Томислав одговори на ова прашање. Вака, значи да бидеш добар менаџер на една смена што работи во запримање на повици на 112, треба да поминеш како оператор, да видиш како функционира се тоа. Значи ние тие лажни повици ги делиме како на два дела. Сега има голема бројка на лажни повици, меѓутоа тие си некои што ги викаме ние abandoned calls или напуштени повици, каде што граѓаните случајно ќе свртат на бројот, ја слуша говорната порака и знае дека направил грешка. Значи имаме и голем број такви повици, пошто сега на смартфоните има и копчиња за 112, што може директно да свртат и имаме многу такви погрешни повици. Кажи го ова убаво, може би некој граѓанин ќе искористи ова опција, каде можат на кој број да стиснат за да добијат 112, на кој копче? Обично има копче за SOS call, SOS call и тоа на почетниот екран кога ќе го отворите нели за бирање на повици, обично го има копчето, така да се случуваат и многу повици кои што погрешно ќе свртат. Кои се еве пример, например, некои најбанални работи што се јавуваат граѓаните и ги јавуваат? Не знам дали можеме да ги наречеме банални работи, значи граѓаните се јавуваат кога имаат некој проблем, значи тоа може да биде од сако погрешат некој број, значи случајно ќе свртат да имаат некоја потреба за да се информираат за комунални услуги, за електроснабдување, за водоснабдување, кога има прекини во електроснабдувањето, бараат податоци кои што се однесуваат за второстепените институции, за закажување на пасоши, за закажување на лични карти. Може да има најразлични повици кога ќе се јави за, не знам, за кучиња, за некои повици кои што не влегуваат во рамките на итни повици. Значи итни повици ги сврстуваме повиците кои што се према против пожарните служби, према полиција и према итната медицинска помош. И тие што се кризни повици што ги решаваме во рамките на нашата институција, во рамките на Центарот за управување со кризи. Само малку полза. Карактеристичен пример. Треба да прашам за ако еве куќа нападне граѓани, не може да свртат кај вас, вие да препратите полиција брза помош? Секако може да свртат ако бидат нападнати. Така, да. Значи има два типа кога граѓанин ќе биде нападнат од кучиња. Значи првиот настане кога кучето е скитник, а вториот случај е кога кучето има собственик. Значи ако кучето има собственик и граѓанин е нападнат од страна на кучето, значи тоа е работа на полиција. Значи во тој случај ние ги поврзуваме со полиција. Во вториот случај кога граѓанинот е нападнат од куче скитник, тие се ние ги нормално дека ќе го поврземе ако има потреба од хитна медицинска помош, меѓутоа тие настани ги решаваат самите општини. Значи овие настани се препраќаат до
секторот за операции и координации, од каде што ги имаат контактите со општините и го пренесуваат настанот на општините. Они имаат комунални редари кои што понатаму преземаат обврски за решавање на За настанот. граѓани за напад кучи? Во последно време има зголемен број на повици за минорно е во ова што го во бројките што ги кажа директорот, меѓутоа имаме до 3 до 5 настани неделно. Значи мислам дека беше он јасен, ама он зборува прво викат брза помош, ако граѓани дали куќето е домашно со собственик или без собственик, се разбира прво итна помош ако е повреден граѓанинот. Ова е формални оделки што она што ја кажав. Со еден повик граѓанинот добива две услуги, брза помош и полиција или општина. Тоа сакаше да го нагласи. Така е, Во значи зависност од настанот. во зависност од настанот првин, значи мора Не, они автоматски викат брза помош. Ако граѓанин каже јас сум каснат од куќа и сум повреден, они прво што ќе направат е да викнат итна медицинска помош. Safety first, животот и здравјето на граѓаните. А потоа останатите моменти. Полиција, градот Скопје или некоја друга општина. освртот беше на тоа како ги решаваме од после настаните. Инаку секако, значи за кој да е настан, првин се прашува дали му е потребна на лицето итна медицинска помош. Тоа ни е прво, а после се друго. Добро, ви благодарам. Темата е широка, може за неа да зборуваме неколку часа. Мислам дека една спомнавте дека има граѓани што се јавуваат и пици што ме начуваат преку. Не, ја, видете, тоа, тргни се само тоа место. Значи, понекогаш во моите пресконференции, за да бидам поблизок до граѓаните, појасен, да може да ме разберат, користам примери, илустрација, кои што понекој пат се хиперболизирани. Мојата насока како менаџер на оваа институција, со поддршка на мојот заменик директор, кој што исто така е извореден и искусен професионалец од кризниот менеджмент. Нашата насока до вработените во 112 е секогаш кога можат да излезат во пресрет на граѓаните, па дури и кога тоа не е во нивна директна надлежност, доколку може да и помогнат. Се разбира дека ако некој се јави да бара пица, тие нема да му одговорат, но само карикирав дека во секој еден случај, ако тие можат, ако се јави возрастна господја која што бара медицински совет, нашите колтекери не се медицински лица да дават совети, но тие може да ја упатат на Ало доктор или другите достапни телефони на кои што може да добие поддршка. Значи тоа не е наша директна надлежност, наша директна надлежност е итна медицинска помош, ако значи некој има потреба од итна медицинска помош, интервенција, полиција и ако гори некаде. Или ако има потреба од решавање на некој итен случај од друг аспект. Но доколку знаат да имат задача да му помогнат на граѓанинот. Понекој пат може човек незлонамерно да се јави, од незнаење да праша нешто во врска со државните институции. Доколку знаат, ќе му дадат насока. Значи, нема тие да го приклучат во конкретната институција преку нашиот систем, но ќе го упатат, бидејќи љубезноста треба да биде одлика на нашите колтекери и се надевам дека е одлика, бидејќи досега сме немале поплаки од граѓаните. Би рекол, никакви поплаки од граѓаните за една година постоење, на што сите заедно сме посебно горди, но овој раководител на смена е во сала заедно со операторите и кога секој пат ќе се случи нешто посложено, тој може директно да ја преземе комуникацијата и да продолжи да го води настанот. Истото важи и за раководителот на оделение, кој што исто така, доколку нешто е посложено, може да ја преземе од колтекерот обврската, односно повикот, да направи конференцијска врска и да го решат проблемот. На крајот би ве поканил да го посетите нашиот центар 112, да направите неколку инсерти, а може да поставите прашања и на нашите оперативци кои што се јават на телефон, со тоа што сакам да укажам дека овие луѓе немат искуство пред камера, иако еве денес ќе признам дека сум воодушевен од нив, знаат да зборуват, како што реков, имат завршено војна академија, 15 годишно искуство и како и многу други овде ги извадив, да не кажем, од подрум. Беа на маргините на институцијата. Денес тие предводат секторот 112.
И сосем за крај благодарам за покривањето на нашата денешна пресконференција. И Благодарам. уште неколку податоци, колеги, ке посочиме. Може да кажам само. Значи, за повиците само. Да. Секој повик се содржи како поделен на 3 дела. Првиот дел, кога се прима повикот, значи ние правиме локализација. Локализацијата е најбитен момент во еден повик. Значи да лоцираме од каде се јавува граѓанинот, дали е тоа местото на настанот на самата несреќа. Во вториот дел, каде што се врши типизација, категоризација, значи за која институција ќе треба да биде, од која институција се очекува да стигне помош. Значи во тој дел операторот собира информации, значи дали е за итна медицинска помош, дали е за полиција, дали е за кризи или противпожарна. Во тој дел, значи кога се врши типизацијата, самиот оператор треба да процени дали треба да го поврзе граѓанинот со соодветната институција или во рамките на нашата институција може да се реши проблемот. И третиот дел е делот кај што се прави конференцијска врска или консултација со самата институција, тоест поврзувањето на граѓанинот со второстепената институција, каде што се земаат податоци и се изнесува проблемот за понатаму да биде решен. Колеги, сето ова што ви го кажа колегата, горе со вас ке биде и на вашите прашања и тој може да ви појасни, а јас би додал, бидејќи во мноштвото информации не успеавме да ве информираме докрај за сето онај што вас ве интересира. Во секое време, вие сте добре дојдени, како што знаете, во Центарот за управување со кризи, бидејќи без вас немаше да се подигне колективната свест кај граѓаните и кај институциите за пружање помош и добивање, нормално помош преку 112, со што во Европската Унија се приклучуваме пред време. Во случајов, исто така би потврдил и како човек кој што е од почетокот овде, дека зборовите на моите колеги, академци, како што ги именувам јас, за придонесот на ова функционерска гарнитура, значи директорот Стојанче Ангелов и заменик директорот Екрем Зендели е голем и навистина со воредни залагања нивни, а заедно со овие луѓе кои што се професионалци во ЦУК, успеавме во одење да го надоградуваме и да го разбиваме бројот 112, односно системот 112 во нашата земја. За вас е интересно, на нашата постојана отворена акција, пријави опасност, граѓаните се повеќе и повеќе се јавуваат и за колективната опасност. Имаме покрај индивидуални спасувања на луѓе, значи 1 до 2 месечно преку 112 се остварува и за колективни опасности кои што најсвеж пример ви е откачените железни шипки од билбордот на железничкиот мост во Скопје на Трета Македонска, каде што граѓаните самосвесно се јавија за општо колективно добро да се отстрани опасноста. И потоа, граѓаните, последно нешто што исто така се јавија на нашиот број, да ни укажат на повторената опасност на мостот во Визбегово. Тоа не е само за индивидуално добро, секој за себе да се грижи. Се грижат луѓето за својата заедница, за општото добро, а преку вас медиумите тоа е постигнато, бидејќи вие ја кревате буквално свеста кај граѓаните и јас како што често можам да кажам и како претседател на синдикатот кога сум држал пресконференции заедно со вас, она што го бележат медиумите, значи постоело и останува во нашата колективна свест. Голема благодарност до вас за кревање на општествената свест и голема благодарност за граѓаните што се повеќе и повеќе осознаваат што е 112 за нив и нашиот колективитет за нашата држава. Благодариме. Повелете сега во просториите на 112, а потоа кога ќе се вратиме тука, вие што ќе имате време, малку ќе ве задржам приватно.